Добар ден! Еве не повторно со второто од 3 предавања кои сакам да ги имам на тема на страдањето. Особено на страдање за кое не сме виновни. Например, како маката што сега сме во карантин. Минатиот пат зборувавме за тоа дека секој ќе страда. Дали ќе станеш помек или закоравен, послаб или посилен, не е ни важно, но страдањето нема да те остави таков каков што си бил. Зборувавме исто така како да се справиме со страдањето. Како тоа го прави секуларната култура, некои други религии, па и самото христијанство. Рековме дека христијанството е поинакво од сите религии и од секуларизмот. Го употребивме Исус како пример за нас. Рековме исто така дека христијанството единствено представи спасител кој плаче заедно со созданието, односно со човештвото. Ќе ве потсетам дека спомнавме 3 нешта кои верните ги имале за да им помогне со маката и со страдањето. Прво, Бог кој страда со нив. Ке се сетите минатата недела славевме Великден. Ниту една друга религија го нема тоа. Второ, христијанството вели дека си личност по смртта, дека одиш кај Бог, имаш заедништво со тројството, но и со блиските. Трето, ќе искусам воскресение, добивам ново тело, кое ќе биде и ќе користиме на тоа ново небо и нова земја за која зборува Библијата. Значи ќе плачеме, значи и ќе стенкаме, а ми имаме надеж. Не сме очајни. Едно нешто друго што го спомнавме беше дека христијанството, за разлика од религиите каде што има карма, верува дека некогаш страдањето е надвор од пропорција со стореното. Повторно, Исус ни е пример за тоа. И последното за кое зборувавме беше дека Библијата и христијанството тврдат дека страдањето никогаш не е безсмислено. Имајќи го сега на ум досега кажаното, доаѓаме до книгата на Јов. Таа зборува за ситуации во кои ни се случува некое страшно, вирулентно страдање, кое е неразумно и нечесто. Најчесто тоа мислење го имаме кога сметаме дека страдањето не е соодветно или пропорционално со релативната, да кажеме, невинност на жртвата. Може би зборуваме за ментална болест, за лекарска грешка, за некои други работи. Ама сите тие донесуваат страдање кое не е фер. Ако сте читале коментари на книгата на Јов, ќе видите дека сите коментатори се согласуваат од незината главна поента се однесува на страдањето и злото. И пак ќе повторам, најчесто во ситуации кога сето тоа изгледа некако неразумно. Има ситуации кои не можеме да ги објасниме со оние наши црковни фрази. Така сака Господ, сите страдаме, не се секирај, Бог води на добро и така натаму. Има во Библијата случаи кога некое страдање се поврзува со конкретен греф или непослушност. Такви примери многу ќе најдете во Стариот и во Новиот Завет. Но не можете да ги ползувате тие принципи кога ќе се соочите со самиот Јов. Јов страда не само телесно, туку и умствено, бидејќи не му е јасно што сгрешил, што толку лошо направил да му се случи тоа во кое е во моментот. Ако ти се најдеш во таква ситуација како Јов, многу е веројатно да почнеш да го преиспитуваш своето разбирање за Бог, на светот, на верувањата кои ги имаш. И сето тоа е болно, неразбирливо, збркувачко, да и во крајна сметка нефер. Денешното предавање и тоа што ќе биде идната недела, бегло ќе поминеме низ книгата на Јов. Јас ќе спомнувам стихови и ќе ве охрабрам да ги следите во Библијата или на вашиот електронски уред. Сакам да започнеме со страдањето на Јов и со неговата првична реакција, од 1 до 3 глава. Во 1 и 2 глава читаме за еден човек по име Јов, кој живее во земјата Уз. Историчарите ни велат дека тоа е Едом. 3 пати во тие 2 глави тој е наречен човек непорочен, праведен, богобојазлив, човек кој го одбегнува злото. Јов е исто така семеен човек. Има една жена, 7 синови и 3 ќерки. Гледаме дека и богат. Кога богатството се броело преку добиток, за Јов пишува дека имал 7000 овци, 3000 камили, 500 чифта волови и 500 магариња. Ни се вели тој човек беше најпрочуен меѓу сите синови на Исток. Значи зборуваме за еден познат, за еден чесен, за еден многу почитуван човек.
Сега, на врв на сето тоа, тој е побожен и тоа до толку што принесувал жртви не само како што било пропишано, туку и за да му се најдат. Ке прочитате во 5 стих од првата глава, оти принесувал жртви за неговите деца. Вели таму, може би синовите му изгрешиле и го навредиле Бога во срцето свое. И ова не било еднаш, туку било негова редовна практика. И веднаш после овој вовед за Јов, во книгата почнуваме да читаме за сатаната, кој сака да се обложи со Бог. Јов не го знае тоа. Самиот Бог го представува Јов како одличен пример на човек кој вистински го љуби Бог и неговите патишта. Во 8 стих вели, на земјата нема таков како него. Човек непорочен, праведен, богобојазлив и кој го одбегнува злото. Сатаната, оговарачот, почнува да обвинува дека Бог го штити на Јова, му дал се што сака и повеќе од тоа, и вели дека Јов го љуби Бог заради ќар. Но пружија раката своја, вели тој, и допри се до се што е негово, па да видиме дали ќе те благослови тогаш. Бог го прифаќа предизвикот со едно ограничување. Самиот Јов да не биде повреден. Сатаната беше задоволен. Почнува да оперира за сцената. Сабејците ја крадат стоката, ги убиваат слугите. Оган или гром ги гори овците и пастирите, халдејците ги грабаат камилите и ги убиваат слугите, а бура ја уништува куќата, каде што му се сите деца со семејствата и сите умираат. Како одговори Јов на сето тоа? Тогаш Јов стана, ја раскина горната облека, ја острига главата своја и падна на земја, па се поклони и рече: гол излегов од утробата на мајка ми, гол ќе се вратам. Господ даде, Господ го зеде. Како што му беше угодно на Господа, така и станува. Нека е благословено името Господово. Во сето тоа Јов не сгреши и ништо неразумно не изрече за Бога. Јас не знам како ти и јас би реагирале во таа ситуација. Мислите ли дека сатаната го призна поразот? Не. Бог покажа дека Јов остана како што беше, со и без имотот и благословите. Но сатаната повторно почна да се буни. Вели кожа за кожа, а за животот свој човек ќе даде и се што има. Ама ајде, пружи рака и допри се до коските негови и телото негово. Ќе те благословува ли и тогаш? Бог се согласи и на тоа, но пак со едно ограничување, дека Јов не смее да умре. Не знам дали сте се запрашале зошто тука во тој момент Бог го прави тоа. Ако умреше, сатаната можеше да тврди што сака, дека Јов направил ова или она, дека помислил вака или онака. Многу беше битно од устата на самиот Јов да се слушнат неговите мисли. И без да знае што се случува на небото, Јов се најде во едни страшни маки и во страшни болести. Ни се вели покрен со чиреви кои ги чеше со парчиња скршени грнци страда. И жена му додаде уште плюс оган. Зарем си уште цврст во добротата своја. Навреди го Бога и умре. Ние знаеме да ја судиме за тоа што го вели, ама дали некоја сте се запрашале кои се нејзините маки? Замислите да изгубите 10 деца, снаи, може би внуци. Јас лично не сум слушнал, ниту пак јас сум проповедал нешто во врска со жената на Јов. Како одговори тој? Зар само доброто да го примаме од Бога, а злото да не го поднесуваме? Во сето тоа, Јов не сгреши со устата своја. И сатаната загуби. Една кратка забелешка тука. Ако достега сте слушале проповеди од книгата на Јов, овде некаде ќе слушнете за Божјата сувереност. Дека ништо не се случува без Бог да го направи или да го допушти, дека и животот и смртта се во Божите раце, дека сатаната му е подчинет на Бог, дека не зборуваме за дуализам, нели? И така натака. Јас нема да зборувам за тоа, бидејќи само сакам да се осврнам на страдањата кои не се предизвикани од самите нас. И од глава 3 започнува првото тагување на Јов. Како и сите други негови говори подоцна во оригиналот, тажачката е запишена во стихови. Како и пророкот Еремија подоцна, и тој посакува да не се роди. Тој вели нека е проклет денот во кој се родив и ноќта во која рекоа се роди дете. Тој ден нека биде темнина, да не го побараше Бог од озгора и да не изгрееше над него светлина, да го затемнеше темнина и смртна сенка, црн облак да го покриеше. Многу е мачно. И таа тажачка негова се претвара во прашање.
зошто? Зошто на бедниците им е дадена светлина и живот на душевно огорчените? После прашува зошто му е дадена светлина на човекот? И тука има една шокантна изјава, која не знам дали некоја сте ја забележали. Тој вели страшното, од што се ужасував, тоа ме снајде. Од што се плашев, тоа ме сполета. Нема за мене мир, нема спокојство, нема утеха, настапи зло, вели тој. Како да го разбереме ова? За вас кои ме гледате и кои сте од Скопје, дали некогаш имате чудно чувство дека кога тогаш ќе се случи земјотрес? Ќе погледнете на некоја пукнатина над зидот и ќе си помислите, белки нема да има земјотрес. Така и Јов, се му е супер, ама си мисли, а што ако ме најде зло? Зова малку повеќе подоцна, ама сакам да видиме неколку главни поенти од самата книга, што можеме до тука да ги извлечеме. Првото нешто е дека книгата Јов тврди од истрадањата спаѓаат во Божјата сувереност. Ние читателите разбираме, а Јов не разбира, дека неговото страдање е заради нападите од сатаната и Божјиот план да докаже нешто. Сатаната ги сваќа своите ограничувања и мора да бара дозвола да го нападне Јов. Само кога Бог се согласува, сатаната напаѓа и врз имотот, и врз семејството, и врз личноста. Интуитивно, длабоко Јов сваќа дека ништо од тоа не може да се случи ако Бог не е вмешан. Има чувство дека Бог е зад сето тоа. Има чувство како до тој момент да имал ограда околу себе си и сега Бог ја тргнал оградата и се му тргнало на лошо. Такво чувство му е. Многу интересно да забележиме оти тој не смета оти тоа се случува без знаење на Бог. Бидејќи Јов прашува реторички зар доброто да го примаме од Бога, а злото да не го поднесуваме. Исто така забележуваме дека во целото Божјо создание, дури и сатаната е подчинет на Божјиот план. Знам дека тоа ќе подигне други прашања, можеби што нема да ги одговорам денес, ама запомнете едно нешто. Заради тоа што се му е подчинето на Бог, оттаму е и причината да можеме да имаме надеж дури и во маките и во страдањето. Второто нешто што сакам да го спомнам. Тоа што Библијата ја нагласува добрината на Јов е за да го истакне фактот од има такво нешто како недолжно страдање. Не секое страдање во светот е директно поврзано со конкретен греф. Единствено, има индиректна врска со падот и со она што го нарекуваме универзалност на гревот. Ајде погледнете ги причините за страдањата на Јов. Сабејците и халдејците, зборуваме за човечка злоба, природни непогоди, оган, ветер, но зад нив стоеше сатаната, а зад сатаната е самиот Бог кој контролира се. Ако Бог е навистина Богот опишан во Библијата, тоа мора да е така. Немаме друга опција. Во крајна сметка, секој грешник ќе плати за својот греф. Но никаде не пишува дека секое страдање е директно поврзано со конкретен греф. Ако овој свет не беше паднат, немаше да има страдање. Но бидејќи е паднат свет, тоа не значи дека нема недолжно страдање. Книгата Јов, пак ќе се повторам, вели има недолжно страдање. Сега, степенот до кој се мачиме со ова прашање е директно поврзан со нашето лично страдање. Да ве подсетам пак, страшното од што се ужасував, тоа ме снајде. Од што се плашев, тоа ме сполета. Тоа не кажува дека Јов не му верувал на Бог. Туку кажува дека тој веќе размислувал за вакви работи. Доволно за да заклучи од неговото познавање на Бог, дека не може себе си да се исклучи од можноста некогаш страшно да пострада. И ова е диаметрално спротивно, ќе кажам, од некои кои тврдат дека ако поверуваш, се ќе ти оди супер. И се ќе ти биде окей. Кај Јов не беше така. Понатаму Бог не обвинува ако во страдањето го искажеме нашиот очај, ако признаеме дека ја изгубивме надежта, дека се ни се чини бесмислено, дека почнуваме на крајот на краиштата и самиот живот да го оплакуваме, како што тоа го направи Јов. Се разбира дека е можно во очај да кажеме и погрешни работи. Жената на Јов вели проколни го Бог и умри. И тоа е погрешно, не. Но како што реков и минатиот пат, подобро е да бидеме искрени во нашето страдање. Да ги поставиме тешките прашања, откога да се правиме супер духовни. Бидејќи кога се преправаме пред луѓето, Бог не ги знае мислите. Дури ако го викаме се е супер, страдам за Господа, Бог знае точно што мислиме. Добро е да си бидеме честни. Не можеме да го одбегнеме фактот дека страдањето е обвиткано во мистерија.
Ниту на почетокот, ниту на крајот. Бог не му кажува на Јов за ситуацијата со сатаната и неговите одговори, ниту пак зошто сето тоа му се случи. Целта на Бог со сето ова беше да покаже оти човекот може да го љуби Бог, да има страхопочит кон него дури и кога не е награден за тоа. Ти и јас, што ја читаме книгата на Јов, го знаеме тоа, ама Јов не го знае. Бог докажа дека човек може да го бара Бога, без да го поврзе тоа со материјален успех. Тезата на сатаната е дека религиозниот интерес е втемелен врз себични интереси. Еден платенички однос од типот ти мене, јас тебе. И тезата тука се докажа како погрешна. Но Јов не го знае тоа. Затоа страдањето за него е тајна. Да го донесеме ова малку поблиску до нас. Што е со тебе? Која е причината што ти му служиш на Бог? Страв? Суеверие? Пазар? Полза? Искрено срце? Мора да бидеме најасно за ова, особено кога ќе дојдеме во страдање. Интересно е дека во цела оваа ситуација во ниту еден момент Јов не ја губи верата во Бог. И токму оти е свесен дека Бог е тука, бидејќи знае оти Бог е праведен и полн со љубов, тој има проблем да свати зошто страда. Јов се бори со Бог, се расправа со него, го предизвикува да му каже зошто сето тоа, но во сето тоа се однесува како верник. Никаде нема да го слушнете, нема Бог, зошто јас страдам. Затоа на крајот Јов бива пофален. Оти ги кажува точните работи. Сега доаѓаме до оној дел каде што Јов почнува да го покажува својот некој одбранбен гнев и да ги видиме неговите тешители кои доаѓаат да го утешат. Сега сакам да зборуваме за тоа што се случува помеѓу 4-та и 31-та глава. Кога Јов почнува да тажи гласно, тој ги охрабрува пријателите што дошле кај него да почнат да зборуваат. Тие веќе 7 дена седат со него и молчат. И сега почнуваат да зборуваат. Секој од нив, Елифаз, Билдат и Зофар, му се обраќаат на Јов и се обидуваат да му ја поправат, ајде да кажам, теологијата, неговите уверувања. И во известна смисла да го водат до покаяние, да се покае за некој нешто. И целиот формат на овие глави е отприлика како дебата. Откако секој пријател ќе каже што има, Јов ќе даде одговор. Потоа ќе се повтори целиот круг 3 пати. И ќе забележите, кога ќе ја читате самите оваа книга, дека Јов и пријателите се расправаат од длабоко вкоренети, спротивставени позиции во врска со прашањата поврзани со страдањето. И би сакал да ги упростам нивните ставови и да видиме кои се тие. Пријателите на Јов даваат многу плитки одговори и прво и се гледа еден дух на осудување. Срцето на нивното верување е сумирање во прашањето на Елифаз. Спомни си, загинал ли некој невин? И кога праведните биле искоренувани? Како што сум гледал, вели тој, оние што ораат нечесност и сеат зло, тоа и ќе го жнеат. Јов одговара со самоправдање и со некои тешки прашања. Вели, не сум крив за ништо што може да заслужи толкаво страдање. Ти и јас го знаеме тоа. Пријателите на Јов не го знаат. Јов не го знае тоа. Елифаз започнува со еден многу подлог напад врз маката на Јов. И вели, а сега злото дојде до тебе и ти изнемоште. Допре до тебе и ти падна, вели, со духот. Има една иронична сугестија дека Јов е виновен за лицемерство. Зарем твојата богобојазливост не треба ли да биде твоја надеж и непорочноста на твоите патишта твојата подкрепа? Спомни си, загинал ли некој невин? И кога праведните биле искоренувани? Прашањето поминува дури во сарказам. И тоа не е доволно за Елифаз. Тој не сака да се покаже само како некој што е логичен во размислувањето, туку сака да објасни колку е духовен во однос на Јов и вели дека имал визија што му објаснува зошто се случило сето тоа. Дали сте имале такви пријатели и тешители? Демек подуховни од вас знаат работи што ти, кутриот беден верник, кутриот грешник не може да ги види и да ги свати. Во визија, демек Елифаз дознал, зар човекот е поправеден од Бога? Зарем е почист од својот создател? Читајте ги стиховите од 18 до 21. Еве што пишува. Ете тој на слугите своји не им верува.
И во ангелите своји согледува недостатоци, а колку повеќе кај оние што живеат во земјани куќи. Ова не беше визија од Бог. Од каде знам? Вратете се на почетокот. Дали Бог му верува на Јов дека нема да се откаже од него? Да, затоа го и прифаќа тој облак од сатаната. Кои се тие ангели на кои Бог не им верува? Само на оние паднатите кои ги избрка од небото. Значи, за ова пророштво беше сатаната. За жал, и денес има многу такви пророштва. Пазете се. Елифас понатаму вели, да бев јас на твоето место. Ако направиш по мојот совет, Бог ќе ти прости. Признај дека ова те снајде заради грев, баре прошка, Бог ќе ти врати се. Прифати го моето верување, ќе бидеш исцелен. А Јов Кутрилот забележува дека кај Елифас нема сочувство, па го моли со емоции таму во 6 глава 28 до 30 стих. Но ве молам, погледнете ме. Зборувам ли лага пред вашето лице? Јас сум исправен. Има ли во јазикот мој неправда? Кога нема разбирачка до ние, пријатели во наводници ќе кажам, тој се врти пак кон Бог и вели, спомни си Боже дека животот мој е ветар, дека окото моје веќе нема добро да види. Ама не признава дека е фер што страда. Прочитайте сами од 11 стих. Не тврди дека е безгрешен, не тврди дека е совршен, ама тврди дека ништо толку не сгрешил за да добие толкава казна. Ако сум сгрешил, што ти направи в тебе очуварен над луѓето, вели тој? Зошто ме направи своја цел? Зарем ти станав товар? И ова веќе станува премногу за билдат, за овој вториот тешител. Не сака да го повтори Елифас, не тврди дека има визија, ама тој ги дава класичните одговори што сите ние сме ги слушнале кога сме во мака. Ева го неговиот аргумент во 8 глава. Вели вака, зарем Бог суди криво? Може ли Вседржител да изопачи правдата? Ева е логиката негова. Бог е совршен и праведен. Тој не греши. Ако страдаш, или Бог греши, или ти. Па што мислиш са, кој сгрешил? Значи Јов, Павле, Никола, Марта, Весна, Бог не греши. Ти си крив за својата состојба. Заради тебе се случува. Јов се согласува со билдат и вели, да, Бог е праведен. Ама неговото прашање е како јас да му докажам на Бог дека јас не сум виновен за лукава казна да дојде над мене. Па вели, но како ќе се оправда човек пред Бога? Ова е во 9 глава. Ако сака да влезе во расправија со него, нема да му одговори ни на едно од 1000. Тој е мудар по срце и моќен по сила. Кој станал против него и останувал во спокојство? На Јов му е јасно дека Бог е близу до него, но се мачи со тоа што не може да ја докаже својата невиност. Ние знаеме дека во овој случај е невин, ама Јов и пријателите не го знаат тоа. Јов исто така укажува и на тоа дека колку и да сака да покаже дека е невин, ако така решиле, пријателите сепак ќе го сметаат за крив. Вели да се измиев со снежна вода, сосема да ги изчистев рацете своји, и тогаш вие ќе ме турневте во тиња, па ќе се згнасеа од мене и јалиштата мои. Мачи се колку сакаш. За тој кој решил да те осуди, оти ти си виновен за твоето страдање, ништо нема да му го смени мислењето. Заклучокот на Јов е дека Бог му дал живот, му покажал љубезност, го пазал, го благословувал да го донесе до местото каде што ќе му земе се, го начекал кога не се надева. И затоа овка и вели зошто воопшто се родив. И тука доаѓа третиот, сега Зофар, кој се вклучува во дискусијата. Целиот негов говор од 11 глава натаму го опишува Бог како некој што е далеко од нас, сосема поинаков од нас. И затоа тој смета дека говорот на Јов е срамен. Како смее смртен човек да му каже на Бог, расудувањето ми е правилно и јас сум чист по твоите очи. Кога Јов бара од Бог тој да проговори, да објасни зошто, Зофар се моли, камо да проговореше Бог, да отвореше устата своја против тебе. Што би рекле ние, немој Бог да отвори уста против тебе, ќе видиш ти колку си чист и свет и без греф. Значи Бог е свет, Јов е грешен, а страдањето му е дури помало од тоа што го заслужува. Од ваков утешител, браќи и сестри, подалеку. И како одиме понатаму во текстот, гледаме како Јов почнува да станува саркастичен. Виде дека со логика не може да ги убеди пријателите, па вели, само да бевте молчеле, тоа ќе ви се сметаше за мудрост. Сакаше да каже доста веќе глупости. Подобро е за кјутете, како што молчевте првите 7 дена, оти тоа беше помудро, отколку сега додека зборувате.
И потоа доаѓа вториот, па третиот циклус говори, нема да ги разгледуваме, само сакам да сумираме до каде стасавме до сега. Пријателите на Јов имаат многу тесно разбирање на Бог. Според нив страдањето е секогаш исклучиво казна. Во сето нивна вера нема место ниту уверување дека е можно човек неправедно да страда, од причина за која тој не е виновен. Иако изгледа како да сакаат да го бранат Бог и кажуваат многу убави нешта за него, реално никој од тројцата тешители не покажува сочувство или искрена тага кон страдалникот. Еден автор вели, бранејќи го Бог, го дотепаа човекот. Аргументите на Јов не го прават безбожник. Секој говор на Јов е израз на мака на човек кој го познава Бог, кој не се сомнева дека Бог е тука, дека го слуша, тој е уверен во Божјата праведност, ама не може да најде смисла во тие верувања, соочен со ситуацијата. И затоа и среде збрката и самооправдувањето, Јов кажува нешто неверојатно во врска со својата вера. 13 глава, 15 и 16 стих. Ете, тој може да ме убие, но јас ќе се надевам на него. Би сакал само однесувањето мое пред лицето негово да го оправдам. И тоа ми е веќе за спасение, бидејќи безбожник нема да се јави пред лицето негово. Тој е толку сигурен дека ќе се докаже неговата невиност, што во 23 глава 10 стих го кажува оне познат стих, но Бог го знае патот по кој ќе тргнам. Откако ќе ме испита, ќе излезам како злато. Тој очекува самиот Бог да пресуди во негова полза. Последниот долг говор на Јов повтара многу од неговите аргументи претходно кажани, ама кажува и нешто друго за тоа каков човек всушност бил. Тој вели дека бил чесен, дарежлив, дисциплиниран, ги спасувал сиромасите, им помагал на слепите, вели ги тешил натажените, склучил завет со очите да не гледа на девојка со похота, бил гостолюбив, не се радувал на туѓе мака, никогаш не се надавал на своето богатство. Имал страхопочит кон Бог и затоа со сите сили тврди дека неговата честност не дозволува страдањето да му биде казна за греф. Во сите овие работи, ако се погледнеме, ние сме многу пократки отколку Јов. И затоа е тој самиот смета дека да признае дека е грешен кога не е, ќе биде греф. И Јов не бара само интелектуален одговор. Не сака теолошка расправија, туку сака да чуе од самиот Бог. Право си Јов, не си крив. Има друга причина зашто страдаш. Откако Бог му се открива на Јов, му се обраќа и на Елифас. И му вели се, разгоре гневот мој против тебе и против двајцата другари твои, затоа што не зборувавте за мене вистина, како мојот слуга Јов. Сите значи беа лажговци освен Јов. И сега Јов мора да принесе жртва за нив, за тие да не изгинат. Многу е интересно, браќи и сестри. Бог не му вели на Јов, ќе ти дадам одговор зошто. Ама истовремено не му вели виновен си. Овие тројца големи пријатели мислеа дека го бранат Бог, дека зборуваат во негово име, а всушност го заслужија Божиот гнев. И тој кој тврдеше дека има визии, и тој кој беше сигурен дека се е црно-бело, и тој кој знае дека нема место за недолжно страдање, беа во криво. Значи, Бог остава место да знаеме дека постои незаслужено страдање. Дека системот греф, казна, не може да објасни се. А за тоа како Бог одговара, ќе зборуваме наредната недела. Довидување.